Почитувани гледачи, со најновите информации за најважните настани кои што го одбележаа денешниот ден во Полошко, започнуваме веднаш. Започна судскиот процес против гинекологот од Тетовската клиничка болница кој се сомничи за смрт на родилка во август 2015 година. Обвинетиот гинеколог Казимир Копривњак се произнесе дека не се чувствува виновен на почетокот на судскиот процес, што против него тетовското обвинителство го покрена пред судот поради смртта на родилката 33 годишната Виолета Кировска лани во август. На денешното рочисте од главната расправа беа сослушани сведоците, вработениот персонал во гинеколошкото одделение, колеги на обвинетиот гинеколог кои присуствувале на двете операции кои биле извршени врз Виолета, која почина неколку дена подоцна на клиниките во Скопје. Сведоците одговараа на прашањата на обвинителството за детали од двата зафати, прво царски рез за пораѓање на родилката, како и хистеректомија, односно отстранување на матката кај жената. Адвокатот на обвинетиот не даде изјава за медиумите, додека застапникот на семејството на починатата родилка смета дека доказите во обвинителството се во насока на докажување на вина кај гинекологот. Денеска се одржа рочиштето за главна расправа. Одреден број на сведоци беа сослушани, дадоа свој исказ и беа распитани на околности во врска со овој кривично-правен настан. Ние сметаме дека јавното обвинителство располага со доволно цврсти докази со кои на крај ќе докаже вината на страна на обвинетиот. Секако жално е тоа што се работи за загуба на млад живот, но сепак на крајот сметаме дека и правото и правдата ќе бидат задоволени на крајот од оваа постапка. Судењето продолжува на 14 април. Рем шопинг центар започна со продажба на станови и апартмани изградени по најновите светски стандарди. Становите се со површина од 48 до 159 метри квадратни. Секој стан има паркинг, мониторинг, видеофон, алармен систем и лифт. Становите и апартманите се со наши цени. 1 квадратен метар од 750 до 800 евра, со можност на купување преку комерцијални банки, како и со готовинско плаќање со екстра услови. Приклучете се на семејството на Рем шопинг центар. 18-годишно момче сопатник итно е пренесено на скопските клиники, а 18-годишно момче возач и 7-годишно дете пешак се задржани во Тетовската болница. Ова е билансот на повредени во две сообраќајни незгоди кои се случиле вчера во Тетовско. Како што соопшти СВР Тетово вчера околу 13 часот на локалниот пат во Тетовското село Слатино во непосредна близина на училиштето се случила сообраќајна незгода во која учествувале товарно возило Мерцедес со тетовски регистарски таблици, управувано 24 годишен жител на Слатино и 7 годишно дете пешак од ова село. Малолетното дете здобило телесни повреди и со друго возило пренесено е во Тетовската клиничка болница, каде е задржано за натамошно лекување. Извршени увити се утврдува причината и се друго поврзано со оваа сообраќајна незгода. На регионалниот пат Тетово-Пирок во Калник вчера околу 12 часот и 30 минути се случила сообраќајна незгода со учество на две патнички возила. Голф со тетовски таблици управуван од 22 годишник од Голема Речица и Поло исто така со тетовска таблица што го правувал 18 годишно момче од истото село, соопшти СВР Тетово. Во незгодата 18 годишен сопатник од Полото здобил тешки телесни повреди, пренесен е во Тетовската клиничка болница и по укажаната лекарска помош итно е префрлен на скопските клиники. Телесни повреди здобил и возачот на Полото кој е задржан во Тетовската болница за натамошно лекување. По овластување на јавен обвинител извршене увити се расветлува причината за незгодата, во која вкупната материјална штета се проценува на 100.000 денари. Нов случај на семејно насилство во Тетовско. 46 годишен жител на Брвеница вчера бил пријавен во полиција бидејќи во алкохолизирана состојба ги малтретирал сопругата и мајката. Жител на Брвеница извршил семејно насилство врз сопругата и мајката. Како што соопшти СВР Тетово, 35 годишна жена од Тетовска Брвеница вчера вечер околу 22 часот пријавила семејно насилство што го извршил незиниот 46 годишен сопруг. Попладнето во 17 часот значително алкохолизиран дошол дома и најпрво започнал психички и физички да малтретира мајка му, а потоа и сопругата, на кој им нанел видливи повреди, пошто низ просториите на куќата расфрлал и оштетил повеќе предмети, како и делот по куќнината. Нешто подоцна насилникот е приведен и задржан во полициската станица и се работи на целосно расчистување на сите поединости поврзани со случајот, пошто ќе се соочи со соодветен поднесок.
Светскиот ден на здравјето во Гостивар беше одбележан со прегледи и бесплатно мерење на шеќер и масноти во крвта. Мотото на годинешниот 7 април е да го победиме дијабетот. Со превентивни прегледи, бесплатно мерење на шеќер и масноти во крвта и советување, во Гостивар беше одбележан 7 април, Светскиот ден на здравјето. Настанот го организираше Советот на млади на општината во соработка со Гостиварскиот здравствен дом и Црвениот крст. Светскиот ден на здравјето годинава се одбележува под мотото да го победиме дијабетот. Денеска во овој штанд се прават контролни мерења од страна на докторите на здравствениот дом, исто така и се доделуваат некои информации од страна на студентите и учениците од медицинско образование. Сите знаеме дека дијабетот не може да се лечи, но треба да знаеме дека тоа може да се менаџира преку редовна исхрана или правилна диета со физичка активност, барем секој ден по околу 30 на минути, и нормално секој треба да го контролира својот нивото на шеќерот во крвта. На подрачјето на Гостивар околу 5000 пациенти страдаат од дијабет, од кои 1500 се на инсулинска терапија. Лекарите советуваат граѓаните редовно да вршат контроли на шеќерот во крвта, за да реагираат навреме доколку се јави проблем. Имаме случаи кои луѓето не знаат дека има дијабет. Ние сме тука, проверуваме на лице место во терен и ги сугерираме да одат матичен лекар, да одат во клиника за дијабетологија, кој се занимава со тие работи. И нормално дека 1500 зависници што земат инсулин нон-стоп, доколку ќе живеат, тоа е голема цифра. А има уште случаи што има што не ги знаеме дека боледуваат од дијабет. За дијабетот, бројките на гости во дијабетот е 4500 до 5000 пациенти кои боледуваат од дијабет. Од тие 1000 до 500 се болесници, хронични болни што земат инсулин. Дијабет втор степен. Граѓаните кои денес го посетија пунктот за бесплатни прегледи и контроли, добија и флаери со совети за грижа на нивното здравје. Приватната здравствена установа Бамикор Медика од Тетово по повод Светскиот ден на здравјето годинава по 23 пат организираше бесплатни прегледи на своите пациенти. По повод Светскиот ден на здравјето, приватната здравствена установа Бамикор Медика од Тетово ја продолжи 23 годишната традиција на нудење на бесплатни прегледи на своите пациенти. Заинтересираните преку ЕКГ, мерење шеќер во крв и крвна слика извршија контрола на здравствената состојба. Како и секоја година, и годинава традиционално во ПЗУ Бамикор Медика. Значи, основачот сега веќе почина доктор Раско Митовски, традиционално го одбележуваше 7 април, денот на здравството. Така и оваа година, значи скромно го одбележавме, имаше бесплатно ЕКГ, бесплатно мерење значи на гликемија во крвта и од лабораториските анализи и крвна слика. За пациентите кои дојдоа, се трудиме најдобро што можеме да ги услужиме, да го одбележиме така скромно, меѓутоа сепак и годинава значи не изостана. Тоа се веќе значи пациенти кои што се матични, кои што знаат значи претходно секоја година бидејќи истите анализи, значи истите испитувања се даваат бесплатно. Грото значи си беа матични пациенти, имаше интерес, се обслужија. Покрај споменатите услуги, оваа здравствена организација нудеше бесплатни стоматолошки прегледи. Значи, оваа година стоматолошката ординација е вклучена во прославата на 7 април, денот на здравјето, со бесплатни прегледи, консултации, чистење на забен камен и полирање. Значи, денес се покажа голем број на интерес од пациентите, што е значајно за диагностика на оралното здравје, кариозни лези на зъбите и други болести на устата и парадонтот. Оваа традиција е воспоставена 23 години од основачот доктор Раско Митовски. Ние се трудиме да ја продолжиме неговата традиција во медицината, така и во спортот. Приватната здравствена установа Бамикор Медика од Тетово денес попладне организираше и традиционален одбојкарски турнир на сопственото игралиште во кругот на установата. Општина Тетово на пресконференција за медиумите денес ја презентираше новата интернет апликација Јас за Тетово,
која ќе овозможи на ефикасен и транспарентен начин да се детектираат општинските проблеми со кои се соочуваат граѓаните. Апликацијата е направена со цел заштеда на времето на граѓаните, поголема флексибилност на општинските услуги и брзината на протокот на информации. Јас за Тетово представува електронска врска во рацете на граѓанинот, со која тој во реално време може да ги пријави проблемите од инфраструктурата, екологијата, урбанизмот, јавното осветлување, јавните дејности и други. Пријавениот проблем ќе биде видлив за сите граѓани, каде од страна на општинските служби на транспарентен начин ќе се образложи секоја потребна фаза што треба да се превземе до негово конечно решавање. Јас за Тетово како модерна веб апликација е дизајнирана на начин со кој може да се употреби и разбере од страна на граѓаните од разни профили и возрасти, овозможувајќи преку неколку кликови граѓанинот да успее да го пријави проблемот со кој се соочува во населбата, неговата околина или пошироко. Свесни сме дека оваа форма на електронска услуга ќе го зголеми притисокот за брзо и ефикасно действување на општинските служби, но меѓу другото тоа е и нашата намера преку зголемување на притисокот фактички да го зголемиме и ефикасноста значи на действувањето. Апликацијата е употреблива на две верзии: компјутерски, на смартфон и на iPad. Во првата пријава ќе се појави пред вас една мапа со административни граници обележани со црвена боја во карта на градот Тетово. Со кликнување на копчето плюс се појавува четириаголник на можностна за пријава на граѓани. Горе се три копчиња во која се нуди можност за избор на јазик. На копче со зелена боја категорија е изборот на природа на проблемот. На десната страна е панел за регистрација. На апликацијата може да пристапите на три јазици: албански, македонски и англиски. Категории на проблеми кои може да ги пријавите се урбанистички, еколошки, инфраструктурни, јавни дејности и градежништво. На панелот за пријава може да пристапите на три начини: на Facebook сметка за пријава, на Google сметка и можност за регистрирање на имейл. На можност за поднесување на поплака ќе се отварат 5 рубрики, и тоа: наслов на поплака, краток опис на извештајот на проблем, адреса и опис на локацијава, категорија на проблемот и внесување на сликата за идентификација на проблемот. Со кликнување на копчето пост, вашата поплака е испратена на разгледување до претпоставен админ на страницата за потоа да може обработката да почнува. По завршувањето на овој процес, кој во пракса трае само 60 секунди, проблемот пријавен од страната на граѓанот ќе се објави во веб апликацијава. Ако досега проблеми од ваков вид граѓанот ги објавил во социјалните мрежи, сега му се дава можност истите да ги објави на вистинска адреса за решение. Проектот Различноста е во мода промоција на мултикултурализам на локално ниво беше промовиран денес на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово. Проектот вклучува изградба на капацитети на локалните власти и помош во изработката на стратегии за подобрување на меѓукултурниот диалог во општините. И во Македонија често се бавиме со посттензично конфликтно влијание врз проблемите. Овој проект предвидува, значи ова е втора фаза на проектот, првата е веќе имплементирана во неколку општини, предвидува формирање на комисии кои ќе креираат стратегии како да го негуваат овој дел на нашето општество. Значи да не се бават со решавање на меѓуетнички проблеми, туку да афирмативно действува, да има, значи да креираат стратегии како афирмативно да действуваат врз тоа. Значи попристап, полесен, по практичен начин е да го промовирате мултикултурализмот, отколку да се бавите со тензии кои се појавиле меѓу заедниците. Ке сме дел, значи, со еден проект завршивме со организацијата АДИ од Гостива. Како резултат на тој проект, фактички ја поминавме стратегијата за мултикултурно разбирање, значи за општината Тетово, и воведовме низа други општински активности во однос на подобрување, особено во однос на комуникација со различни
различни јазици во однос на зголемување на стандардите на комуникацијата на општинската администрација во различни јазици. Додека ова веќе е нов проект кој се промовира, кој се проширува и со повеќе други општини, различитоста е во мода. Сега веќе нова димензија на овој проект е фактот дека Европската заедница е голем партнер, битен партнер, инвеститор на овој проект и мислам дека ние ќе продолжиме да инвестираме пошто веруваме во вредностите на мултикултурализмот и во општината да ги поддржиме сите културни настани, асоциации без разлика на на јазикот на кој имаат активности и без разлика на нивната припадност. Општина Маврово Ростуше првпат учествува во овој проект спроведуван од АДИ, невладината организација од Гостивар, поддржан од Европската унија, од Канцеларијата на Европската унија во Република Македонија. Сметам дека овој проект ќе биде од добра корист за општина Маврово Ростуше. Пред се општина Маврово Ростуше е мултикултурна и мултиконфесионална општина која што навистина вековното заедничко живење е работа која што ние можеме и да се пофалиме со неа. Сметам дека ќе биде од корист од причина што ќе ги промовираме во овој проект нашите вредности, да речем како општина и ги поддржуваме, дури организираме повеќе настани во тој дел како заедничко прославување на Бајрам или пак манифестацијата Водици во Битуше како една манифестација која што е автентична за нашиот регион, така да и ваквите настани, ваквите проекти ќе бидат од корист за нас. Со активности на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово одбележан утрешниот 8 април меѓународниот ден на ромите. Пригодното одбележување го организираа студентите роми од универзитетот во соработка со Сдруженијето Рома Верзитас. Со ромската химна Джелем Джелем денес на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово започна одбележувањето на 8 април меѓународниот ден на ромите. Свеченоста ја организираа студентите роми од универзитетот во соработка со Сдруженијето Рома Верзитас. Сдруженијето на граѓани Рома Верзитас во соработка со Универзитетот на Југоисточна Европа имаат подпишано соработка, меморандум за соработка, каде што ние сме обврзани за Рома Верзитас како програма да ги подобри академските успеси на ромите студенти. Денешниот настан е по повод 8 април, меѓународниот ден на ромите, каде што се донесени битни сегменти за ромското знаме, ромската химна и терминот ром. На денешниот настан има презентација каде што ќе се говори во 4 јазици, на ромски јазик, нашиот мачен јазик, македонски јазик, албански и англиски јазик, каде што ние повеќе зборуваме за историјата на ромите, за денот 8 април, што е донесено на тој ден и колку сушност тој ни значи и треба да го негуваме во идните. Мојата позиција е локален проектен координатор во Сдруженијето на Рома Верзитас. Моментално работам со група на млади роми студенти, каде што се погрижувам да имат активности од областа на бесплатен англиски курс, компјутерски курсеви, туторски часеви и работилници по ромски идентитет и обуки за академски вештини. Ромите повеќе не се на маргините на општеството како некогаш. Тие денес се дел и од високообразовните институции. За разлика пред 20 години ние имаме направен огромен прогрес во образованието. Значи, ако пред 20 години не имаше на прсти студенти, сега можеме веќе да збориме за повеќе од 200 дипломирани роми студенти на национално ниво. Само во Штуловиот универзитет се повеќе од 30 дипломирани роми студенти и се надам дека во текот на наредните години генерации ќе се зголемува бројот и ќе бидеме главни креатори на политиката на национално и на локално ниво. 8 април е прогласен за Меѓународен ден на ромите во 1992 година од Обединетите нации и Европската унија, а по предлог на ромската меѓународна организација Романо Јунион. Ромите од Тетово денес ја покажаа хуманоста на дело дарувајќи крв. Крводарителната акција ја иницираше невладината организација Романо Авази во пресред на утрешниот Меѓународен ден на ромите. Организираме акција службата за трансфузија заедно со Црвениот крст и со
ова организација Романо Арази за 8 април. Прв пат ова се организира. Од живот не е лош, до сега имаме 10 дарители што го ради. Уште малку време имаме, така да видиме, ако дојдеме тук ќе започнеме. Значи, оваа крводарителска акција е организирана од Сдруженијето за јакнење и организирање на ромската заедница Романо Авази. Нели со цел на утрешниот ден, 8 април, кој е светскиот ден на ромите, и по повод денешниот ден, светскиот ден на здравието, 7 април, со цел да ја покажеме нашата хуманост и солидарност. Исто така да покажеме дека и ромската крв е всушност хумана крв, меѓутоа не е на одмет да даваат и други граѓани од било која етничка припадност да даваат крв. Инаку на утрешниот ден се планира да има дефиле од населба Поток до центар, односно марш на гордост и достоинство за нашиот ден, а потоа имаме настан во културниот дом во Тетово кој започнува од околу 4,5 часа. Секторот за внатрешни работи Тетово со апел до граѓаните за превенција од пожари. Со настапувањето на сегашните значително повисоки температури, во голема мерка се зголемија и потенцијалните опасности за избувнување пожари во Полошкиот регион. На подрачјето забележително е зголемена вкупна раздвиженост низ полето и шумите и поради тоа неопходна е максимална будност и до крај одговорно однесување на секој земјоделец, излетник, рекреативец и така натаму. Секторот за внатрешни работи Тетово апелира до земјоделците да бидат докрај внимателни, да не ги палат отпадоците, меѓите и стрништата на нивите и да не фрлаат неизгаснати догорчиња и опушоци. Покрај ова на оние кои деновиве планираат да престојуваат на излетничките места во регионот, им се укажува да се воздржат од палење огнови, кои не изгаснат и можат брзо да пламнат и да се прошират наоколу, а со тоа да предизвикаат и материјални и други последици од катастрофални размери. Во спротивно ќе се соочат со ригорозни санкции, односно со пријави и можни затворски казни од 6 месеци до 8 години, зависно од видот на пожарот и другите околности и последици. Секторот за внатрешни работи Тетово веќе презема координирани превентивни и други мерки, кои во наредниот период дополнително ќе се интензивираат, односно засилат, навреме да се пресретнат можните причини за пожари на подрачјето, кое ингерентно го покрива. Председателот на Собранието Трајко Велјановски денеска соопшти дека ќе ги распише предвремените парламентарни избори на 15 април. Согласно одлуката за распуштање на Собранието на Република Македонија, јас како председател на Собранието, водејќи се врз основа на уставните рамки за распишување на избори, одлучив решението за распишување на предвремени парламентарни избори, да го потпишам на 15 април, а изборите да се одржат на 5 јуни 2016 година, со единствена цел да се обезбедат услови за фер и демократски избори, вели во писменото соопштение до медиумите Велјановски. Тој апелира до институциите и до политичките субјекти да го дадат својот придонес за престојните предвремени парламентарни избори да поминат во фер и демократска атмосфера, со што како што додава, уште еднаш ќе потврдиме дека ги почитуваме и споделуваме европските вредности. Поголем број политички партии се децидни дека нема да излезат на избори на 5 јуни. Според нив, доколку нема целосно прочистен избирачки список и реформи во медиумите, нивната партија нема да стои на избирачкото ливче. За сега бојкот на изборите потврдија Демократскиот сојуз, Унитети, Достоинство, Дом, како и коалициониот партнер на СДСМ-ЛДП. Опозицијата е подготвена за избори, но не одиме на избори кои повторно ќе бидат организирани на криминален начин. Или слободни фер избори, или власта нека си организира само местења и лажирања, нека си владеат сами, со што нормално ќе станеме како Северна Кореја, рече лидерот на ЛДП Горан Милевски. Според Павле Трајанов, без прочистен избирачки список и реформи во медиумите, Демократскиот сојуз нема намера да излезе на избори. Ние уште на Конгресот решивме да не излеземе на избори. Мора да се прочисти избирачкиот список и да има реформи во јавните гласила. Нема да се солидаризираме со злоупотребата на гласовите, рече лидерот на Унитети Гзимо Стрени. Информацијата дека нема да учествуваат на избори ја потврди и лидерот на Достоинство Стојан Чангелов.
Председателката на Дом Лиле Поповска вели дека партијата не планира да учествува на изборите без прочистување на избирачкиот список и без реформи во медиумите. Таа вели дека ДИК се уште не ја завршил својата работа. Хашим Тачи денеска положи заклетва во Косовскиот парламент со што го започна својот 5-годишен мандат како председател на Косово. На полагањето заклетва не присуствуваше опозицијата. Свечената инаугурација на новиот председател е закажана за утре. Како што се наведува во текстот на заклетвата, Тачи истакнал дека целосно ќе се посвети на зачувување на косовската независност, суверенитет и територијалниот интегритет, како и на гарантирање на човековите права и слободи, почитување и заштита на уставот и законите, чување на мирот и благосостојбата на сите граѓани. Тачи на оваа функција замени досегашната косовска председателка Атифе Јахјага. Холандската влада соопшти дека може да го преиспита ратификувањето на договорот со кој се воспоставуваат потесни врски меѓу Европската унија и Украина. До ова дојде откако на вчерашниот референдум кој инаку не е обврзувачки. Големо мнозинство од гласачите се изјаснија против овој договор. Одзивот на референдумот бил 32% од 13 милиони гласачи во Холандија, што е за 2% повеќе од минимумот, за да биде неговиот резултат валиден. Официјалните резултати би требало да бидат познати до 12 овој месец. Според првичните пак, над 61% го отфрлија договорот, додека околу 38% го поддржаа. Почетокот на крајот на Европската унија, напиша на Твитер политичарот кој е против унијата, Герт Вилдерс. Властите во Киев денеска изразија длабоко разочарување од резултатите од вчерашниот референдум во Холандија. Холандските евроскептици не можеа да ја направат Украина заложник на незадоволството од Европската унија, изјавил за BBC висок представник на Украинското министерство за надворешни работи. Украинскиот председател Петро Порошенко, меѓутоа, изјави и покрај ваквиот исход на референдумското изјаснување на холандските гласачи, продолжува патот на Украина кон Европската унија. Исландската владеачка коалиција од десниот центар одлучи за нов премиер да го именува Сугурдур Инги Јохансон, соопштил пратеникот на прогресивната партија Хосхулдур Торхалсон. Именувањето следувало откако поранешниот премиер ја напуштил функцијата по аферата Panama Papers, која откри дека неговата сопруга има фирма поврзана со пропаднатите исландски банки, што предизвика масовни протести. Времето денес беше сончево со мала до умерена локална облачност попладне. Дуваше слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Утринските температури се движеа од 4 до 11 степени, а дневните од 22 до 27 степени. Утре не очекува променливо облачно и посвежо време со повремени локални врнежи од дожд и засилен јужен ветер. Утринските температури ќе се движат од 6 до 12 степени, а дневните од 17 до 23 степени. Почитувани гледачи, тоа беше се што информативната редакција го подготви за ова издание на регионалните вести. Ви благодарам за вниманието и пријатно.